Ако во рок од 8 работни дена не добиеме валидни документи со кои ќе не уверат дека минирањата и ископите во атарот на селото Оревоец не ги загрозуваат единствените 4 природни градски извори на вода, ние секојдневно ќе го блокираме патот и правдата ќе ја бараме на суд. Ова е денешното предупредување на жителите од елитното село Оревоец, каде си имаат изградено луксузни куќи и вили, вредни и по неколку стотици илјади евра, до Бехтел и Енка и до Јавното предпријатие за државни патишта, а кои веќе еден месец овде вршат минирања за ископ на тампон материјали за изградба на коридорите 8 и 10Д. Овие веќе ја исекоа шумата и дојдоа на само 100 метри од селото за да отворат нов рудник. Како што тргнале и в село ќе ни влезат. Се ќе уништат, и извори, и животински и растителен свет. Ова уште им е само подготовка. Екоцидот ќе следува допрва. Испративме писма и до Јавното предпријатие за државни патишта и до Бехтел и Енка. Бараме објаснувања, бараме цврсти гаранции дека ова не е и еколошко, и културно, и материјално уништување и на природата, но и наше. На одговорот чекаме се уште, па си ангажиравме и адвокат, вели Рубин Рујановски. Од Јавното предпријатие за државни патишта пак се правдаат дека се било законски. Ископот во близина на село Оревоец се врши врз основа на добиена концесија за експлоатација на минерални суровини, технички градежен камен за потребите на двата коридори, како паневропски патни коридори од стратешки интерес согласно член 40А од Законот за минерални суровини. Сите работи во врска со ископот се вршат после добиени лиценци и одобренија, а експлоатацијата ќе се врши до завршувањето на изградбата на коридорите. Стои во соопштението од Јавното предпријатие за државни патишта. Ореовчани својот глас го кренаа уште пред 10 дена, блокирајќи го патот до градилиштето и тешката механизација. Единствени 4 извори од кои нашиот град Прилеп се напојува со вода, се наоѓаат во пазувите, во оваа пазува на Бабуна планина. Ние не знаеме кој им подпишал, но знаеме дека некој ни чепка во и онаа вода што ја имаме за пијање. Инаку, ова не е прв бунт на местно население против базните ископи на Бехтел и Енка. Пред неколку месеци на протест излегоа и жителите од селото Беровци, кои тврдеа дека на нивните имоти требало да никнат асфалтни и бетонски бази. После протестите, ископите на базите овде засега се стопирани.